Новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. Гоце Делчев е револуционери на бугарите и на македонците, порача премиерот Зоран Заев, додека Бугарија не оценува да ги прифатиме нивните условувања. Премиерот во интервју за БГН вели дека македонскиот национален херој Делчев, кој се борел за слободна и независна македонска држава, бил и македонец, но и бугарин. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Според Заев, бугарскиот фашистички окупатор против кој се бореле борците од НОВ не бил фашист, туку администратор во Македонија. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. После тоа Бугарија се дига заедно со антифашизмот, се бори за слободата, за демократијата. Македонската историја според Заев е заедничка со Бугарија, потенцирајќи дека она што најмногу не спојува со бугарите е токму јазикот на кој говориме. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. И тоа е заедничка. И таа историја од неа се создале и македонскиот и болгарскиот народ, и македонскиот јазик и болгарскиот народ. Може би нешто превагнува да биде повеќе македонско. Некаде превагнува да биде повеќе бугарско. Ама ако бидеме паметни, ќе го ставиме да биде заедничко. Заев во интервјуто за БГНЕС го правдаше и председателот на Македонија Стево Пендаровски за изјавата дека Бугарија нема излезен од политиките на Тодор Живков. Вели шефот на државата не бил доволно искусен политичар како што е тој и не го мислел тоа што го кажал.